Драги деца, здраво! Јас сум учителка Адријана од градинката 13 ноември од општина Центар. Ве поздравувам сите вас што ме следите сега во моментот и поздрав им праќам на мојата група Бубамари. Денеска ние повторно ќе се дружиме во нашата занимална и ќе учиме нови работи. Кога е годишното време пролет, знаеме дека тогаш се е шарено, зелено и миризливо. Ливадите се зелени и полни со шарени цвеќиња. Дрвцата се расцутени и насекаде околу нас се шири пријатна миризба. Токму тогаш, кога се будат животните од зимскиот сон, се појавуваат и инсектите. Мува, мравка, штурец, пчела, полжав, комарец, бумбар, бубамара, пајак, скакулец, гасеница, пеперутка и уште многу други. Сега сакам да ве прашам, драги дечиња, дали знаете вие кој е тој инсект што произведува храна, а ја конзумираат луѓето и секако децата? Ајде да размислиме. Сигурна сум дека сите погодивте. Тоа е пчела. Пчелата, другарчиња, е единствениот инсект кој што произведува храна, а ја конзумираат луѓето. Тоа е другарчиња мед. Телото на пчелата е малецко и обложено со кратки и нежни влакненца во жолта и кафејава боја. На грбот има по 2 пара крилца од едната и од другата страна. Пчелата постојано оди од цвет на цвет и собира поленов прав и нектар. Со еден дел од нив се храни, а другиот дел го претвора во мед. Пчелата поленовиот прав го носи во кошниците, кои што луѓето ги прават специјално за нив, а таму ги става во саќе. Луѓето кои што чуваат пчели се викаат пчелари. Како што можете да видите на овие слики, тие се облечени во заштитна облека. На главата носат капа, на која што има мрежа, носат скафандер заштитен и на рацете носат ракавици. На тој начин тие се заштитени да не ги касне некоја пчела. Од кошниците го вадат медот. Медот, другарчиња, е многу сладок. Тој е полн со хранливи и лековити состојки. Децата многу го сакаат, бидејќи им помага побрзо да растат. А освен децата, дали знаете вие, дали се сеќавате од приказните, кој многу сака да јаде мед? Секако Медо. Медо, другарчиња, исто како вас, и тој многу сака да јаде мед. За вас јас подготвив една интересна приказна, која што се надевам дека ќе ви се допадне, поврзана е со пчелите и со едно интересно и љубопитно дете. Тоа љубопитно детенце се викало Марко, кој што еден ден решил да го посети својот дедо на село. Неговиот дедо, каде што живеел, имало многу ливади полни со шарени цвеќиња. Таму дедо Кире, дедото на Марко, чувал пчели во кошници. Но бидејќи Марко бил многу љубопитен, решил да оди до нив. И кога отишол, почнал да ги отвара сандуците со пчели. Пчелите се разлетале насекаде околу него. Марко почнал да вришти, да вика, да насиот глас. Пчелите летале насекаде околу него. Тој бегал, но тие го бркале постојано. Дури една пчела сакала да го касне по увото. Марко викал и почнал да плаче. Токму тогаш дедо Кире ја слушнал вревата. Кога излегол надвор, имал што да види. Веднаш си предпоставил дека Марко отишол да ги види пчелите, но не само што да ги види, туку и ги отворил сандуците. Тогаш дедо Кире дошол до Марко и му рекол: никако не треба тоа да го прави, затоа што пчелите не смееме да ги пипаме со голи раце. Затоа дедо Кире
отишол и му донел заштитна опрема и му е ставил на главата капа и му рекол: ако сака некогаш да оди до пчелите, ќе мора да му каже на неговиот дедо и така дедо Кире ќе му даде опрема. И му објаснил дека неговите пчели се многу важни за него. Тие му даваат мед кој што е многу вкусен и здрав. И тогаш Марко малку се замислил, се извинил и му рекол на дедо Кире дека повеќе нема така да прави, одсега ќе внимава на своите постапки. И дедо Кире му дал мед да си јаде секое утро по една или по две лажички. Се надевам дека ви се допадна оваа приказна за Марко, кој што бил многу љубопитен, но другарчиња, секогаш ние треба да внимаваме на нашите постапки. Не треба никогаш да се избрзуваме за ништо во животот. Секогаш нешто што ќе сакаме или ако сме за нешто љубопитни, првин ќе треба да ги прашаме нашите родители и тие да ни кажат дали нашата постапка е во ред или не е. Јас ви подготвив една стихотворба, убава, кое што ќе ви дадам задача сите дома да си ја научите. Пчела. На ливата цветна една пчела летна, брмчи зуј се мисли, од кој ли цвет да собира мед. Збунета е пчелата в лет, каде ли да лета, на кој цвет да слета. Вредна е таа и собра многу мед, од жолт, црвен и зелен цвет. Ајде, деца, да се сладите и вкусен мед да си јадете. Тоа е другарчиња што ви подготвив се за денеска. Бидете ми многу поздравени, пак се ви